Дали се сеќавате на еден човек по име Салман Ружди? Тој е автор на книгата Сатанските стихови. Се до 1989 година тој човек бил прилично непознат за пошироката јавност како писател. Инако е британски граѓанин со индиско потекло, со место на живење во Англија. Но во есента 1988 година била објавена неговата книга која добила прилично позитивни критики. Меѓутоа, таа книга предизвикала внимание на светот, во светот на книжевност. Повеќе луѓе скоро ништо не знали за таа книга, обичен наслов Сатански стихови. Но сепак, кога се прочула во светот, била продадена во илјадници примеруци. Во почетокот само неколку илјади книги продал. Меѓутоа, нешто се случило во 1989 година. Во февруари истата таа година, 80 годишниот лидер на иранската исламска држава, ајатолахот Хомейни, ги изговорил следните зборови. Авторот на книгата Сатански стихови, кој се спротивставува на исламот, пророкот и Куранот, и сите оние кои се вклучени во издавањето на таа книга се осудени на смрт. Кога ова изјава беше дадена, сигурно постарите се сеќавате, на телевизија во печатот беше пренесена, ова книга стана најпопуларна. Во милионски примероци била печатена и луѓето ја купувале. Од овај непознат автор, Салман Ружди, преку ноќ станал светски и меѓународен познат писател, а неговата книга бестселер. За миг книгата била продадена. А од другата страна, Хомейни понудил награда од $5,2 милиони. Човекот Салман Ружди кој ќе губие, ќе добие награда. И уште нешто додал. Оној муслиман кој ќе го убие Ружди, ќе отиде директно во рајот. После ова вест, кога Салман ја слушнал, се повлекол. Мислам дека телевизијата пренесе дека владата во Британија му додели човек, чувар, полиција го чуваше, односно го сместија во непознат град, односно на непознато место. Целиот свет очекувал што да се случи. Иако Салман Ружди веднаш испратил демант, се извинил на исламскиот свет. Целиот свет чекаше што ќе се случи. Меѓутоа, само еден ден после извинувањето на Ружди, Салман Ружди, ајатолахот, дал второ сообщение. Во случај да се извини, Салман Ружди и да се покае и да стане најпобожен човек на сите времења, должност на секој муслиман е да се послужи со сите расположиви средства, со својот живот и имање, да го испрати Салман во пеколот. И тука завршува приказ на браќа и сестри за овој човек, за овој писател Салман Ружди. Меѓутоа, сега се постави едно големо прашање. Каков е тој Бог во кој верува овој религијски човек или водач? Знаеме дека Хомейни е покоен сега, почина во меѓувреме. Меѓутоа, каков е тој Бог или Аллах, како го нарекаат муслиманите, во кој веруваат тие или тој, да ги луѓето директно испраќат во пекол или да ги убијат? Каков е тој Бог кој одбива да прости на оној кој се кае? Каков е тој Бог кој ги осудува грешниците и ги праќа во пеколот, не давајќи им прилика на истите тие грешни луѓе да се покајат и да отпочнат одново? Дали Бог во кој ние веруваме, браќа и сестри, сличен на Богот во кој Хомейни верувал? Дали Бог од Библијата е Бог кој не простува, Бог кој е непопуслив во казнувањето на гревот, во изрекнувањето на смртните пресуди? Ова попладне за овие 20 минути ќе размислуваме за Бог како праведен судија. Библијата е интересна книга и во неја наоѓаме многу интересни настани. Секако постојат и мрачни примери кои предизвикуваат кај нас можеби страв, од друга страна возбуда, кога ги читаме овие настани. Ајде да заеднички отвориме книгава, Библијава, 4 книга Мојсеева, 20 глава. И овде ќе се
sretneme со еден многу познат човек. Во сите, може да кажам, религии, во христијанството, во исламот и јудеизмот. За кој човек станува збор? За Мојсей. 4 книга Мојсеева. Овде ќе отвориме во 20 глава. И ќе читаме една интересна сторија, што вам ви е позната, но еве ќе биде предмет и на ова наше попладневно размислување. Значи, читаме 4 книга Мојсеева. Овде пишува дека Мојсей веќе 40 години активно, верно, честно му служи на својот Бог, на праведниот Бог, на израелскиот народ. Мојсей веќе можел да биде заедно со своите сограѓани во ветената земја пред 38 години. Меѓутоа, знаеме, поради нивното неверие, поради нивната тврдовратост, едноставно, често пати ги отфрлале Божите совети и Божите опомени. И затоа сега израелците се вртат во круг, 40 години се вртат во круг. Едноставно, оние бунтовните израелци веќе ги оставили своите коски во пустињата. Сега се тука нивните деца, нивните внуци, нивните правнуци кои треба да влезат во таа ветена земја. Малите деца сега станале возрастни. Тие деца не биле ништо подобро, односно подобри од своите родители. Ајде да отвориме, рековме, 4 книга Мојсеева. Во овој превод на Библијата тоа се Броеви, ми се чини така. Броеви, 20 глава, и да видиме овде што пишува во 2 стих. Во една прилика, израелците дошле во една многу тешка, незгодна ситуација. Снемало вода во заедницата. И овде Мојсей ја опишува таа сцена и вели, немаше вода во заедницата. Затоа се здружија против Мојсија и против Арона. Интересно, ништо ново Мојсей не доживел после ова што се случило. Постојано народот негодувал, постојано народот покажувал недоверба во водачите и во Бога. И сега Мојсей вели, немаше вода во заедницата. Тогаш Бог му наредил на Мојсей, знаеме, да удри во карпата со својот стап, од која потекла студена вода. Преку сите тие години Бог нежно се грижел за својот народ. А сега кога дошле до самата ивица, до самата граница, пред да влезат во ветената земја, едноставно израелците како да заборавиле на сета Божја заштита во текот на овие 39 и 40 години. Колку е човекот склон, браќи и сестри, брзо да ги заборава добрите работи, а ги памти лошите, па макар тоа се и неколку проценти. Но Бог сега решил да испита верноста на својот народ, пред да влезат во ветената земја. Бидејќи ако читате овде, тие се на самата граница, само што не влегле. Но Бог знае какви се нивните срца. И затоа ќе им дозволи сега уште едно искушение да види дали навистина тие целосно му веруват. Дозволи наизглед да снема вода. Кај Бога се има. Само нашите очи понекогаш гледат дека нема. Како што таа жена таму во својот сад гледала само малку брашно и малку зејтин. Сеќавате на која жена? Кај што Илија отишол во Серепта. Таа гледа малку вода, малку зејтин или масло и брашно. А Бог вели, оди Илија, таму ќе живееш неколку месеци. Илија вели на жената, ајде направи првин за мене. А каков благослов доживела жената? Голем благослов. Овде наизглед нема вода. Вели, немаше вода во заедницата. Бог намерно, понекогаш намерно, дозволува, ги трга своите заштити Бог, за да се случат такви работи, за да испита нашата верност. И што се случува? Многу Бог не морал да чека денови и часови. Заедницата зоврела, како тенџерена рингла која ќе се стави, жешка рингла. И водата почнува да врие. Овој народ почнал да врие. О, да бевме изумреле кога и нашите браќа загина пред Господа. Почнале против Мојсија. Народот почна да се препира со Мојсија и да вели, о, да бевме изумреле кога и нашите браќа загина пред Господа. Интересно, ајде да ги читаме следните стихови. Зошто го доведовте Господовото општество во пустинава?
за да изумреме тука и ние и нашиот добиток? Зошто не изведовте од Египет, за да не доведете во незгодново место? Место во кое нема ни жито, ни смокви, ни грозје, ни калинки. Навистина убави работи ги спомнуваат. Здрави намирници. Меѓутоа, Бог им давал небесни намирници, небесна храна, која им се згадела во една ситуација. Сега повторно помислуваат на она што го имало во Египет. А вели, нема ниту вода. Не само што нема калинки, грозје, смокви и жито, нема ни вода за да пиеме. Наистина, замислите ова гледка. Шаторот е тука, Мојси и Арон се водачите, внатре и народот доаѓа. Се собрале околу шаторот. Нешто слично гледката ми е како кај Лот, кога дошол целиот Содом и Гомор, вели, во куќата или кај куќата на Лот, за да влезат натре. Овие секако не сакале да влезат, но викале, галамеле, викале против Мојсе и против Арона. Биле обтужени и осрамотени како главни виновници. Знаете, секојаш во историјата се виновни водачите. Тоа е така, да кажеме природно, по некоја природна линија. Но во овој пример јасно се гледа дека Мојси и Арон не биле виновни. Тие биле само послушници на Бога. Бог работил преку нив и тие го слушале Господа. А што да прави сега Мојси и Арон? Каде да одат? Нема црвен крст, нема противпожарна екипа па да донесат цистерна. Знаете, ние лани летоско овде и немавме вода, цистерна ни донесе комуналец. Имавме цел ден овде цистерна, луѓето, децата може да си полнат вода. Меѓутоа, каде сега да се обратат Мојсе? Ја нема адра да дојде и да направи бушотини, да извадат вода. Нема. Едноставно, каде да се обратат? Но имале само во еден правец да гледат Мојси и Арон. И таму можеле без проблем да се обратат. Каде тоа било место? Кое место било? Бог. Побрзале преку жешкото сонце, преку жешкиот, ке кажев асфалт, не асфалт, него песок, се опателе кај другиот шатор. Таму тоа било место за служба, место за средба со Господа. И го гледаме Мојсе и Арон, може би боси одат низ песокот во другиот шатор, таму на состанок во светилиштето, во црквата, на место каде што се постојано среќавале со Бога. И еве го текстот, 6 стих. Мојсе и Арон отидоа од народот кон влезот во шаторот на средба со Бога. Односно на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш. Знаете, кога ќе се јави таа шекина, таа слава, тоа е присуство Божие, тоа е храбрување, дека Господ е тука присутен. За Мојси и за Арон било ова најголемо сведоштво дека му служат на Господа. Вели, се појави Господ во светлината. Им се јави тогаш Господ. И Господ му рече, тоа е 7 стих, или се покажа славата Господова. Зарем ова не е прекрасно, браќи и сестри? Ги гледаме Арон и Мојси како клечат, лежат, старци, да клечат и да лежат. Тоа е, знаете како е трогателно. Да стари луѓе клечат, да плачат и да лежат доле на земјата. Но одеднаш, вели, Божјата слава се покажа. Со тоа Бог покажал и ги потсетил дека тоа е пред нив, дека тој е зад нив, дека тој е со нив, дека тој ги води, дека и понатаму Бог владее. Всушност Бог им велил, драги мои пријатели, се е во ред. Немој да се вознемирувате. Јас сум и понатаму на престолот. Јас и понатаму ги контролирам работите. Може да сметате на мене. Каков Бог, браќа и сестри? Токму тогаш кога ќе помислиме дека јажето само што не се скинало, кога ќе помислиме дека само што не сме паднале во дупката, Бог вели, немој да се секираш. Јас сум истиот. Јас се уште ги контролирам работите. И Бог слегнува и го врзува јажето дупло, да не се скине. И вели, продолжи понатаму. Во таа прилика Бог му дава упатство на Мојсе и на Арона. Еве што им вели. 7 стих. И Господ му рече на Мојсија, земи го жезалот
па ти и твојот брат Арон соберете го општеството, тогаш пред нивните очи речете на карпата и таа ќе даде вода од себе. И така ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш општеството и нивниот добиток. И сега да го читам и може 9-тиот. Мојсей го зеде жезелот од пред Господа, како што му нареди. Ова било Божја заповед. Мојсей морал така да постапи. И Арон секако. Ти требало да отидат и во името на Бога да извадат, да удат во карпата и да извадат вода, односно да потече вода. Но сега, овде малце ќе ја свртиме приказната за Мојсей. Од овде почнува, може да кажеме, трагичната приказна за Мојсей. До овде се одело мазно, подмачкано, но сега ова да не се случило, може би во биографијата на Мојсей би немало никаква трага на нешто лошо. Меѓутоа, од овде ќе почне за Мојсей нешто лошо. Овде ќе почне трагичната приказна. Може би ќе посакаме да ја ставиме устата, односно раката на Мојсеевата уста, да не зборува повеќе. Најдобро би му било на Мојсей сега да молчи. Меѓутоа, тој не може да молчи. Ќе каже нешто што ќе го чини влегување во ветената земја. Но тој ден и Бог бил немоќен да затвори устата на Мојсей. Мојсей решил да проговори. Ајде да читаме. 9 го читавме, 10 стих. Потоа Мојсей и Арон ги собра народот пред карпата, па Мојсей им рече, слушайте сега, најголемата грешка што ја прави Мојсей. Чујте, бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпава? Може да го замислиме Мојсеја. Како изгледал? 2 милиона луѓе дошле околу шаторот. Само што не го линчуваат. Мојсей храбро се држи и Арон. Од едниот чатор одат во другиот чатор. Таму во светилиштето. Мојсей се уште на висина, се уште храбар, се уште водач, се уште лидер. Но сега како почнува крвта да му врие, лицето му се менува, може би спот на челото, црвенило. Мојсей не може повеќе да издржи. Ги употребува зборовите што не би требал да ги употреби. Чујте, бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпава? Мојсей држал стап, вели Библијата, жезел, значи држал стап. Му се тресала десната рака пред да удри во карпата. Шетал со своите очи помеѓу народот. Ги гледал своите сограѓани. Пред него биле возрастни луѓе кои при излигувањето пред 40 години биле бебиња. Ги носиле мајките на грб и татковците. Мојсей ги гледа нивните возбудени лица. Лица кои, иако имале многу Божји чуда, да ги гледат, сепак се покажале луѓе со недоверба. Бидејќи почнали да викаат, немаме вода во заедницата. А Мојсей колку години имал? 120. Пред себе гледа маса на израелци. Мојсей полека го губи трпението. Ни би рекле модерно, му пука филмот. Ја губи контролата. Ја крева својата рака. Го држи стапот. Го зголемил гласот и како вулкан проговорил. Слушајте ме, одметници, а тоа значи непокорници. Што вие сакате да ви направам? Зарем не се грижевме 40 години за вас? Дали некојаш бевте гладни? Не. Дали бевте жедни? Не. А зошто не бевте? Затоа што ние бевме пред вас, ние ве водевме, ви дадовме се што ви е потребно, а сега претеравте, ги претеравте сите граници, ми се гади од вас. Јас сега ги карикирам тие зборови, но во ова реченица Мојсиева тоа се може да го најдеме. На Мојсей, како што реков, му пука филмот. Сакате вода? Еве ќе ви дадеме вода. Гледајте, непокорници. И да не сетиот стих вели вака. И Мојсей ја подигна раката и удри со жезелот 2 пати по карпата. И потече многу вода. Па заедницата и незиниот добиток пија. Во истиот миг, кога Мојсей удрил, браќа и сестри, во карпата, текстот вели потекла студена вода. Народот почнал да се радува, почнале да играат и да се веселат.
Sите bile radosni, osvен koji? Osvен Mojsej. Mojsej stojal na strana. Stojal po strana, može bi posramen, što je izgovoril takvi brzi zborovi, što ne trebalo da gi izgovori. Potpre na svoj stap. Nekoliko sekundi migovi razmisloval, što kažal, što napravil. Gleda i se trese. Ja ne znam koliko dolgo Mojsej gledal i razmislio tekstu, to ne ga opišува, no sepak, posle izvesno vreme, той, поминувајќи ни шаторот на состанокот, едноставно го слуша Божиот глас. 12 стих. А Господ му рече на Мојсија и на Арон, бидејќи немавте вера во мене. Кој немаше вера? За да ја јавите мојата светост пред очите на Израелевите синови, вие нема да го воведете народов во земјата што му ја давам. Каков пресврт сега? За кого Бог вели немале вера? Па за Мојсей и за Арона. Вели немавте вера вие и затоа не можете повеќе да бидете водачи. Не можете повеќе да го водите мојот народ во ветената земја. Интересно, на жалост, Мојсей го слушнал она што може би не го размислил дека ќе го слушне од страна на Бога. Навистина жалостен крај кој отпочнала со овие двајца луѓе кои понизно се молеле пред Бога, клечеле во шаторот на состанокот и Бог ги благословил, им рекол одете таму и удрите во карпата и ќе потече вода. Приказната завршува со озбилен, но еден многу загонетен стих. Ајде да го читаме 13-тиот. Тоа се водите намерива, крај кој Израелевите синови се препираа со Господа, а тој им ја јави својата светост. Може би, браќи и сестри, се прашуваме сега, зошто така Бог постапил? Зарем Бог не постапил слично како ајатолахот Хомини со случајот Ружди? Мојсей и Арон колку години му служили на Бога верно? 40 години служба верна на Господа. А сега прават само една грешка. Еден погрешен потек, што би рекле. Што Мојсей удара 2 пати, никој не му кажал 2 пати да ударе. Што кажал малце зборови појаки, посилни. Ние би го правдале денеска, па во право бил човекот. Па на глава му се качи ове 2 милиона луѓе. А Бог вели, доста е. Бог рекол, еден удар во карпата е доволен, не 2. И доволно да биде исклучено трката. Бог веднаш го исклучил Мојсей од трката, интересно. За вас повеќе нема место во ветената земја. Дали преку овој пример, браќи и сестри, Бог сакал едноставно да ги предупреди и нив и нас денеска? Дали поред еден греф ние може да го изгубиме Царството Небесно? Или вечниот живот? Дали е тоа главната порака во ова приказна? Дали навистина Бог реагирал на таков начин кон Мојсија и кон Арона само за еден сторен нивни грев? Не. Бог не казнува за еден грев. Секој грев си е грев. Но Бог, ако се покаеме, ќе ни прости како што им простил на многу други луѓе. Но може и еден грев да биде пречка за влез во Небесното Царство. Но дали Мојсија имал само еден грев на својот ремен, една линија? Или имал повеќе? Арон, дали имал само еден грев сторен? Не, браќи и сестри. Мојсија веќе имал, знаете, порано велат старите во продавниците, во насело, кога луѓето немале пари, купувале на, како се вика тоа, на почек. И онда имало некои стапи и ставувале цртички, линии, колку пати се задолжил во продавница или во тетрадка се запишувало. На тетрадката на Мојсија веќе имало тамо една единица. Веќе имало. Мојсија што направил порано? Па знаеме, убил човек, така? Ајде да го погледнеме Арон. Арон веќе имал 2 рецки на неговата сметка. Се сеќавате кога Мојсија отиде горе на планината да ги прими заповедите, а Арон и сестрата Меријам или Марија што правија доле? Го мотивираат да направат теле.
Interesno, to je bil ozbiljen prekršak što ga napravil Aron. Namjesto da se pokaje Aron, čiji je vinata, na koga je preferil vinata? Na narodot. No to ne bil jedinstven njegov grev. To i so Marija, so njegovata sestra, potajno se organizirale i pravile bunt protiv Mojsija. Neke vtora recka, možda kažeme, na njegova smetka. Marija dobila guba. Aron bil strogo ukoren od Boga. Na istina koliko je Bog milostiv. Bog ne kaznova, kako što nije ponekad go zamisluvame. Iako je Bog na red, Bog na disciplina, no Bog je i milostiv. Pon su ljubov, strpljiv kon onoj koji će pogreši. No, ajde go сега malce poglednem i Mojsije. Koji se njegovite grevovi? Poznati se. Mojsij bil čovjek. Jedan grev, jedna recka, a vtora znajte koja je? Koga odbil da gi obreže svojite sinovi. To je pokažalo na toj način somnevanje v Bog i Bog moral da je reagira, duri da ga ubije, se kavate. Tamo go piše u Mojsijevite knjigi. Gledajte, pokažal nedoverba, somnevanje kon Boga. Braći i sestri, Bog je golem. Bog je strpljiv. Pokažava ogromna strpljivost i ljubav kon ove dvajca stari izraelski državnici. I сега ajde da rezimiram i da završime. Koja je glavna ta poraka od ovoj nastan? Sve kako preko ovoj nastan Bog se obraća do tebe, do mene, do svite nas, nova zemlja. No može bi poveke dovodačite vo bilo koja služba, crkovna ili svetovna. Sekvaš doaga do tragični posledici, koga nekoj vodač ke pogriši. Бидејќи ретко водачите паѓаат сами. Со нив паѓаат и обичните луѓе. Ако само ја земе политиката, ако председателот на владата падне, со него кој паѓа? Цел владин кабинет, така. Дури ако влада биде посочен како криминалец или нешто што не работил добро, истрагата ќе покаже дека и тие околу него се замешани. Кога Мојсей паднал, сите негови 40 години во служба дошле под знак на прашање. Се што напишал, кажал, направил, станало несигурно во очите на народот. Но знаеме дека Бог му простил на Мојсеј. Бог му простил и на Арона, затоа што се покаяле. Божјата милост е широка, Божјата добрина е голема. Но да не ги чекаме последните вагони, да не го чекаме последниот воз во нашиот живот. Ако има нешто, јас и Бог да го расчистиме додека е времето на милоста. Многу пати од ова место спомнуваме дека животот е несигурен. Дека животот е како конец. Сигурно слушнате за човекот од Чифлик. На 2 февруари, јас, Миланчи и жената бевме во Чифлик, имавме служба. И со тој човек се поздравевме, пеевме, зборувавме, но за 3 дена доби вест од томе дека починал. Ете, за недела дена го нема човек, како никош да не постоел. И затоа, браќа и сестри, секој ден што го имаме да му благодариме на Бога и е дар од големиот Бог. Божјата милост е широка и голема, но ако има нешто на време да расчистиме јас и Бога и така да може да одиме и да чекориме во нашиот христијански живот, еден ден, јас верувам, ако се најдам таму и вие заедно, ќе го прашаме братот Мојсија. Како, брате, како тогаш постапи? Зошто така направи? Сигурно тој ќе каже дека не му било лесно кога удрил во карпата, но тој се покајал. Каде е денеска Мојсеј? Мојсеј на небото, верен Божи човек, кој целиот свој живот го вложил на Божја страна. Нека Господ нас не благослови, нека ни помогне да веруваме дека е Бог праведен судија. Амин.